Почитувани, Прилеп стана најнебезбедно место за живот. Вчера, среде бел ден, во центарот на градот, се случи разбойништво како од филмовите. Имено 3 лица кои според кажување на медиумите без маски, со употреба на пиштол, во строгиот центар извршија разбойништво пред очите на присутните. Одземајќи огромна количина злато и причинувајќи огромна штета по сопствениците на една од златарите. Дуќанџиите, истите оние за кои Кирацовски пред некој ден кажа дека биле презадоволни од владењето на СДС, беа сведоци на овој грозоморен настан. Со кој Прилеп се враќа во времето на теророт и хаосот, времето кога СДС беше на власт, а безбедноста беше на најниско ниво. Прилепчани добро паметат како пред нешто повеќе од 10 години се фрлаа бомби по дворовите на нашите сограѓани. Подсетуваме и дека пред само неколку денови лице со качулка влезе во Прилепската пошта и со употреба на бейсбол палка зеде над 35.000 денари, при тоа повредувајќи го еден од вработените во оваа установа. Ова ли е европски Прилеп кој го ветуваше СДСМ во предизборната кампања? Ова ли е животот кој го ветува? Живот во кој прилепчани секојдневно сведочат за тепачки, насилство, запалени автомобили и разбойништва. Прашуваме, што ли прави полицијата во овој град? Оваа состојба на општ хаос говори неколку работи. Прво, дека има лоши кадровски решенија, кои мака мачат да се справат со криминалците во градот, кои од ден на ден земаат се поголема сила и замав. Второ, непотизмот, кој СДС го практикува со вработување на роднини и пријатели на високи партиски функционери во институциите, вклучително и полициската станица, наместо професионалци, вродува лоши резултати за обичните граѓани. И трето, законот со кој СДСМ ги ослободи криминалците од затворите во замена за гласови, полека но сигурно го зема својот данок. Причината е огромна штета. И наместо сега да ја замајуваат јавноста дека се преземаат некакви мерки, нека го слушнат гласот на народот кој се плаши слободно да прошета по улиците. Затоа што негрижата од владеачката гарнитура го доведе Прилеп на исто рамниште со дивиот запад. Граѓаните со право се плашат за својата безбедност. Стравуваат за сопствените животи, затоа што Прилеп не памети хаос и безредие од вакви размери. Затоа оваа власт мора што поскоро да се замени. Затоа што секој изминат ден носи само црнила и лоши последици по сите. Бараме одговорност за ваквата состојба, како од Оливер Спасовски, така и од кадрите поставени од негова страна. Ова безредие мора што поскоро да заврши. Ви благодарам.